Прилогот кој што го најавувам наредниве минути е тесно поврзан со нашата работа и оно што ние го правиме низ годиниве. Значаен за нас кои во моментов работиме во македонската радио и телевизија, но и за сите оние кои што наназад биле дел од куќата и ја граделе приказната наречена јавен радиодифузен сервис. Тие ги поставија темелите, наша е задачата да го продолжиме она што тие го направија. Одбележуваме 79 години во етерот на македонски јазик. Во мугрите на слободата на македонскиот народ, во разурнатото Скопје, точно месец и половина од неговото ослободување во 1944 година. На куси бранови од 50 метри, официјално во етерот се разнесе првиот македонски збор, изговорен низ воздушниот простор на слободна Македонија. Асном се подготвуваше за своето второ заседание веќе во ослободено Скопје. Техничарите на радиото ветија и покрај тоа што работите околу новиот предавател не беа завршени, да обезбедат пренос од заседанието, макар и со ограничен домет. Така, на 28 декември, од денешната сала на Републичкиот собор, по прв пат во историјата на овој народ пливна македонски зборови по воздушните бранови за на народот да му ја доловат сликата на заседанието на македонскиот парламент. Зборува Радио Скопје. Зборува Радио Скопје. Создавањето и работата на првата македонска радиостаница во слободната татковина била задача доделена на современиот македонски писател и истакнат борец во народно-ослободителната војна, Владо Малески. Бев возбуден. Нервите ми останаа нарожени за сето време на преносот. Не заради фамозниот страф од микрофонот и не заради одговорната задача верно да ја представам возбудата од собраниската сала. Возбудата идеше од сознанието за историскиот миг во кој се раѓаше Радио Скопје. Така Малески го доживеал историскиот ден. Во периодот исполнет со подем и ентузијазам, кога истовремено со изградбата на државата се градеше и радиото, новиот медиум станува препознатлив со легендарната песна Абре Македонче. Денес, македонското радио има 4 радиопрограмски сервиси, дополнително сателитска програма со Радио Македонија која зрачи на средни бранови. Тоа значи 24 часовна информативна, забавна и културна програма за слушателите. Горди сме на бројката 79 што денеска го прославува македонското радио. Еден прекрасен тим на вработени кои си ја знаат својата работа. Исто така да напоменам дека правиме секојдневно по најмалку 30 на емисии што одат на македонското радио, Радио Скопје, и сето тоа е подкрепено со оној чист македонски литературен јазик што остана токму во македонското радио, Радио Скопје. Затоа милувам да кажам дека македонското радио, Радио Скопје е лидер во етерот. Нека не ми забележат другите радија, но сепак единствено е со своји спикери, лектори, новинари, редакции кои работат на различни жанрови. 79 години македонско радио и 59 години македонска телевизија. Исто толку години богата програма за сите генерации. Точни и проверени информации. Клуч за една успешна и објективна информативна програма, која што на гледачите ќе им ја презентира и ќе им ја објасни целата слика за општествените случувања во земјата. Чест, предизвик, но и голема одговорност е да се води информативната програма, затоа што информациите се слеваат 24 часа, 365 дена во годината. Предизвиците ќе останат, тие се големи, затоа што мора да се биде во тек со времето и да се информира објективно и непристрасно. Тоа е клучно и запишено како дефиниција во новинарството. Тоа се практикува и во македонската телевизија еве веќе толку многу години. Така што, ако можам да заклучам, информативната програма останува еден од моторите на македонската телевизија, која што ќе информира за сите актуелни случувања во земјата и во светот.
Културно-уметничката програма со своите две редакции, редакција за култура и уметност и редакција за контентно-забавни емисии, како еден од значајните столбови на јавниот сервис, има за цел да информира, едуцира, забавува, како и духовно и уметнички да го оплеменува секојдневието на гледачите со своите програмски содржини кои што ги подготвува, продуцира и мултимедијална програма наменета за најшироката публика, различно профилирана. Благодарение на имплементирање на новите технологии, емисиите кои што произлегуваат од нашиот сектор, според форматот и според ликовниот израз, се подразбира дека самите по себе треба да бидат облик на уметност, сега и во иднина. Секое навраќање на одбележување на јубилеј или годишнина на македонската телевизија значи навраќање кон историјата. Секако почетоците биле тешки, не биле едноставни, но биле исклучително значајни. Јас припаѓам на генерацијата која ги наследи златните години на македонската телевизија, што представува голема чест, но и одговорност да се продолжат изодените патеки на колегите. Македонската телевизија представува столб на една историја. Од друга страна, малите екрани представуваат мета, каде што сите генерации на гледачи се обединуваат, што е всушност и најголемата доблест на една телевизија, да понуди програма за сите генерации, за сите возрасти. Најмладите да се образуваат, повозрастните да се релаксираат. Од малите скромни студија, македонската телевизија прерасна во телевизија, чии студија представуваат синоним за професионалност и исклучително висока квалитетна продукција. Македонската телевизија емитува програма на 7 канали и 7 јазици. Првиот за програма на македонски јазик, вториот на албански, собраниски и сателитски. 3 недели, откако беше прогласена светската пандемија и кога сите медиуми беа пред голем предизвик, МРТ почна со емитување на сигнал на 3 нови канали. МРТ 3 како канал за спортска и забавна програма, МРТ 4 канал на националностите и 5-тиот детски канал МРТ 5. Сиве овие години, преку својата програма, Македонската радиотелевизија придонесува за колективната свест на една земја, помагајќи да се изгради заедничко разбирање за историјата, настаните и општествените норми. Игра клучна улога во обликувањето на јавното мислење, промовирањето на националните вредности и потикнувањето на социјалната кохезија. Програмата која ја продуцира МРТ 5 и образовната редакција се од суштинско значење за формирање на информирана, ангажирана и едуцирана млада публика. Токму нашите содржини се и замена за традиционалните училници. Со гордост можам да кажам дека денеска, во дигиталната ера, образовната програма ја интегрира и технологијата за да испорача квалитетна содржина и со тоа да придонесе за развој на дигиталната и медиумската писменост. Мало делче од мозаикот на Македонската радио и телевизија во изминатите децении на постоење и спортско-забавниот канал МРТ 3. Полека почна да си го изградува своето место на медиумскиот простор со тоа што стана локација на која што се сконцентрирани главно спортските збиднувања врзани за домашниот спорт. 24-часовна програма во која што покрај спортските случувања поврзани со македонскиот спорт, секако и скомбинирани со и меѓународни спортски значајни настани кои што го привлекуваат вниманието и на глобалната сцена. Она што македонската радиотелевизија ја прави различно од комерцијалните сервиси се универзалноста, инклузивноста, разноликоста, транспарентноста и непристрасноста. Јавниот радиодифузен сервис создава програма што го негува, поттикнува и развива секој облик на домашното аудиовизуелно творештво. И низ годините постојан развој. Со нови студија и најнова технологија, македонската телевизија влегува во новата година. Визуализација по стандардите на европските и светски јавни сервиси. Со виртуелна реалност, сите точки на светот ќе ги донесеме на едно место, во нашиот простор. Тоа ќе создаде можност на гледачите на прецизен начин да им се презентираат светските текови и процеси. Се менуваат генерации и медиумски работници, но сведоштвата остануваат во депото на архивата на македонската телевизија, како непроценливо богатство и културно наследство. Денес одбележуваме 79 години во етерот на македонски јазик.